Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добре, почитувани слушатели, денеска е уште една среда, 4 мај 2016 и 11 часот и 8 минути, време за уште едно издание на Круг, магазин политички и кој што се обидува да извади многу несуштински работи надвор од кругот за било која тема и за да може да ја видиме суштината на на која било проблематика која што ја анализираме. Денеска во фокусот на денешниот круг повторно е политичката криза од неколку аспекти. Според последните информации на кои што доаѓаат и од амбасадите на Соединетите Американски држави и на Европската унија во Скопје, како и од неформалните брифинзи на политичките партии, се одвива некој вид на задскриени разговори на политичките лидери или на ниво на политички партии, на големата четворка политички партии во ДПМН, ДУИ, СДСМ и ДПА во обид да се врати политичкиот диалог на маса. Главни иницијатори на овој диалог се амбасадорот Джес Бейли на Соединетите Американски држави и на Европската унија во Скопје, а и во Орав, според последните информации. Денеска се очекува екој вид на одделни политички средби на овие двајца дипломати со лидерите на ВМРО ДПМН и на ДУИ. Тоа според неофицијалните најави на амбасадите на САД и на Европската унија, како што вчера беше потврдено од политичките партии, меѓутоа и од дипломатските представништва на овие две институции во Македонија. Вчера Бейли и Орав имале средби со Заев и со Мендух. Тачи нема детали што конкретно и како е разговарано, освен тоа што дека се бараат канали и начини да се врати политичкиот диалог на маса, а со тоа и канализирање на решението за политичката криза во правец кој што треба да значи стабилизација на државата. Втората тема на која што исто така денеска ќе се обидеме да направиме анализа е политичко безбедносната состојба на државата, особено по последните случувања, меѓутоа врзани речиси 2 години на перманентна политичка криза која што резултираше со извештај на меѓународната кризна група во која што Македонија е рангирана во држави кризно ризични држави во светот. Тоа е исто така резултат на она што значи политичка криза пред се во Македонија повеќе од 2 години, нефункционирање на институциите, на системот, серија протести, судири со полицијата, тука е и одлуката за аболиција и ред други работи кои што се наведени во тој извештај. ВМРО ДПМН и СДСМ меѓу себе се обвинуваат кој е виновен зошто Македонија се најде на таа мапа, меѓутоа реалноста е дека главната причина зашто Македонија е на таа мапа е политичката криза во Македонија. Таа почна пред 2 години со непризнавањето на изборните резултати во 2014. Ова се темите на кои што денес ќе разговарам со мојот гостин, универзитетскиот професор и политички аналитичар Александар Даштевски. Меѓутоа се враќаме со разговорот веднаш по првата кратка пауза. Што ми слушатели, повторно назад во кругот, како што спомнав, мој денешен гостин на тема политичката криза и обидите на меѓународната заедница за канализирање на кризата во политичко, како се нарекува, во политички преговори за барање решение. Теми на денешниот круг, мој денешен гостин е професорот Александар Даштевски и политички аналитичар. Да почнеме од извештајот на меѓународната кризна група и рангирањето на Македонија во кризно ризични држави. Таму се посочени неколку елементи, меѓутоа власта и опозицијата меѓу себе се обвинуваат кој е виновен зашто Македонија се најде во оваа криза. Навистина кој е виновен? Па никој не е виновен, тоа е таква состојба, нели? Прво треба да знаеме дека меѓународна кризна група е дел од организациите спонзорирани од Сорос, од
фондацијата Сорос. Така што нормално е да донесе таков извештај, тоа е прво. Друго, кога се прават рангирањата не се прават што било во претходните 5 месеци, него што било во претходната година. Ние во претходната година имавме 5 мај насилни протести и имавме после диво населје во Куманово, каде што имаше вооружен судир. Вооружен судир не може да остане незапазен. Значи, фактички, автоматски, тоа значи дека постои одредена криза сериозна која доведува и до вооружени судири, тоа е второ. И трето, имавме сериозен бунт на границата со Идомени, каде што имавме повредени полицајци повеќе, имавме гаѓање со камења, па нели бомби, односно овие гасни бомби. Така што сметам дека таа цела ситуација доведе до тоа да, без оглед дали е меѓународна кризна група или не знам кој, Human Rights Watch и така натаму, Freedom House, јасно е дека тука ситуацијата таква ќе биде, се дека не се смири ова ситуација кај што се случува во Македонија моментално, тоа е едно, а друго, ние и сами си викаме цело време дека постои политичка криза, дека таа политичка криза продуцира економска криза, која сега се контролира солидно, меѓутоа и безбедностна криза. Значи, меѓутоа без разлика кој стои за меѓународната кризна група, сепак белекот, печатот дека државата е кризно ризична подрачје е сигнал за многу фактори во светот, меѓу нив и бизнисмени, економисти, кога таа институција дава еден таков пресек за безбедност на состојба во Македонија. Затоа сакам да ве прашам, реално постои ли зголемена безбедносна криза во Македонија после овие случувања, односно дали политичката криза прерасна и во безбедносна криза? Па јас го искоментирав тоа, дефинитивно постои. Значи, штом постои политичка криза, состојбата е тешка. Сега гледаме дека овие политички преговори ни одземаа време на сите граѓани. Сите граѓани зборуваат само за тоа, меѓутоа најмногу во политичка смисла. Значи се преговараше само за тоа. Наместо да се занимаваме со проблемите на граѓаните, да оди државата напред, ние се занимаваме кои органи ќе ги формираме, дали тие ќе функционираат, не, кои министерства кој ќе ги земе и така натаму, нели требаше да биде во МВР професионалец, кој потекнува тие редови, не испадна така. Од друга страна, ако вие имате на јужната граница безбедностна криза, па и на северната мала безбедностна криза, бидејќи таму има неколку илјади луѓе мора да се контролираат, вие дел од полициските сили кои ви се потребни па сега тука или во некој друг град, бидејќи гледаме дека протести има низ цела Македонија, мора да ги држите на јужната граница. Автоматски тоа ви создава проблеми во градов. Гледаме како поминаа сега овие што претпоставам не се земени во извештајот. Последнава криза што се случува во последните 3 недели со протестите насилни. Има елементи и таму, дел од нив. Добро, дел од нив, бидејќи тоа уште трае, тоа не е завршено и не знаеме како ќе заврши, затоа што гледаме дека некои структури не се повлекуваат, мада се види тука дека има многу странски елементи, дека и затоа викам мора да се спомне кој стои за се, затоа што да речеме тука беше собран у еден момент да кажеме комплетно НГО секторот од цел Балкан. И ние слушавме странски зборови, гледавме странски регистрации низ Скопје, како вртат со джипови. Слушавме активисти на професионални организации кои се занимаваат со тоа. Нели, ајмо звиждајќи, па ајмо сада руке горе, па ајмо звиждијачи и така натаму. Тоа не се македонски државјани, нели? Никад више ВМРО, тоа не би го напишал никој од Скопје, тоа ќе го напише некој од страна. Така што тие работи нормално дека ќе, ако цел Балкан тука се собрале такви како да ги наречам сега, да не ги наречам хулигани, ама нема друг збор, и тие се платени да прават тука безбедносни проблеми, ако имаме полицајци повредени со скршени раце, шаки и така натаму, тоа што е сериозен проблем. Сега во моментот во светот под вооружен конфликт се подразбира се. Вие не можете да кажете дека у Франција е безбедно. Кога за година дена у 2-3 наврати гинат по 100, 200, 300 луѓе.
затоа што секој вооружен конфликт треба да се анализира дали е воен или веќе одамна во светот не постои војна во класична смисла на зборот, објавување на војна. Може ли дополнително да ескалира безбедноста со тебе? Па како да не, ако не се најде политичко решение, а евидентно дека некој не сака да најде. Јас порано викав дека сега во позадина е нискиот рейтинг на опозицијата, несакање да се оди на изборите, тоа е причината за овие протести, бидејќи нели они се повикуваат сега на одлуката на председателот. Меѓутоа секој што ја следи добро, па и вие новинарите и ние затоа анализираме состојбата, ние знаеме дека опозицијата ги најави овие насилни протести пред да ја донесе одлуката председателот. Ова беше само како Сега да кажеш дека без да не постоеше аболицијата ќе имаше и да не постоеше ќе имаше насилни протести. Бидејќи они најавија, ако има избори, ние ќе имаме насилни протести. Не сакам да кажам, ја кажувам тоа што сум слушнал. Ја не измислувам. Значи тоа го кажа опозицијата пред да се донесе таа одлука и ова им дојде само како иницијална каписла да почнат со протестите кои беа насилни. Мислам, насилни протести никаде не се дозволени. Од една страна. Од друга страна имаме таа организација Протестирам. Добро, која е крајната цел на нови насилни протести да се предизвика? Меѓусебен конфликт, насилно да се сруши владата. Мислам дека тоа сценарио е невозможно за реализација затоа што сепак има многу мал процент на луѓе кои би влегле во тоа е основниот рушат институции. Значи основниот прво и сите протести кои беа насилни, максимум имаше 5-6 илјади луѓе во Зенит. Да, ма и у тие не беа 5000 усудили со полицијата, беа 100-200 луѓе беа од страна кои се специјално повикани, платени за тоа. Јас за тоа викам, има домашни платеници и странски платеници. Ако некому му дава сега 500 евра, тој има право да му каже иди ти сега на улица и протестирај. Значи можеби човекот и не би излегол, меѓутоа тие 500 евра му зборот ми е дека со 100-200 луѓе не се влега во парламент, не се влега во влада. Тоа е целата приказна сега, затоа се крши. Од гнев, од револт. Значи, ако излеземе 200 луѓе, нема да дојдете ни вие новинарите да снимите, затоа што не е интересно тоа. Стојат, они свиркаат, звиждајќи и толку. Меѓутоа со предизвикувањето, уништување на триумфална капија, споменик на културата, уништување на Министерство за култура, уништување на Министерство за правда, уништување на владата, еве синоќ ќе го уништија кривичниот суд. Со тоа се бара, се предизвика некаков револт, дека и тие слики кружат и светот. Мислите дека тоа е обид за предизвикување контрареакција од ваша страна, условно каже да речеме, од оние протести кои ги организираше ГДОМ, па да се влезе меѓусебен судир? Па не, мислам, сите протести на ГДОМ беа мирни протести. Тоа не беа протести, всушност. Собери на граѓани беа. Така ги крстивме ние. Значи да беа протести, ќе ги крстевме протести. Тоа беа собери на граѓани кои изразуваат волја за избори, слободни, демократски, мирни, фер избори. Значи, многу јасно е, тука нема дилема. Ја не знам дали ќе има на 5 избори, меѓутоа јасно е дека сите услови за фер, демократски и слободни избори се создадени. Значи, имаме прочиштен список, по-прочиштен не сме имали од 90-та нааму, тоа сигурно. Што мислите дека во Сирија е по-прочиштен списокот? Добро, Сирија нема ни згради. Добро, Сирија не е пример за кој би требало да се споредува. Згради е по-прочиштен, Франција е по-прочиштен. Они сами рекоа дека имаат проблеми. Државите од регионот кои што се најблиски, јас секогаш сакам да се споредуваме со Бугарија, со Србија, со Хрватска, по Бугарија ли е прочиштен? И со Словенија не би можеле, меѓутоа да, Словенија има друг систем и тоа не. Меѓутоа се направи многу тој поглед, ние не можеме да идеализираме сега. Идеален, значи, тоа е жива материја. И после избори луѓе ќе се раѓаат, ќе умираат, ќе се селат, ќе се доселуваат и така натаму, ќе добиваат државјанство, ќе огубаат државјанство. Значи тоа постојано се процесуира. Меѓутоа сега се вложени 8 милиони евра дупло од буџетот за било кој избори. За изборите ќе зборуваме во вториот дел пред паузата, само блиц одговор од ваша страна. Постои ли опасност од дополнително зголемување на безбедносната криза во Македонија? Па секако дека постои, затоа што гледаме сега каква е состојбата. Дел од безбедносните структури ги контролираат, нели, опозицијата, дел од безбедносните ги контролира власта, а дел од безбедносните структури се наоѓаат на јужната граница, каде што сериозна е состојбата, не е да не е сериозна, каде што во 2 наврати, значи независно од тоа како ќе постапуваат бегалците,
невладините организации таму направија да се создадат немири со кои доведоа до сериозни проблеми, не само што влегува во Република Македонија, туку и повредија голем дел на полицајци, значи таму кога ќе појдат неколку илјади луѓе, значи 100, 200, 300 полицајци се малку, значи треба 2-3 илјади и полицајци да има. Ние се имаме помош, ама тоа е, не знам, 100 души се останство кои помагаат долу. Повеќе административно. Повеќе административно. Значи, затоа што и сами се заинтересирани повеќе за следење на состојбата што се случува. Од друга страна, мене лично, можеби не е така, ми делува дека тие бегалци таму не се бегалци. Дека тоа се некои протестанти, кои бидејќи со нив управуваат невладини организации, демонстранти, кои се држат таму во случај да притреба помош. И затоа се случи тоа пред да почнат овде населните протести. Затоа што тие таму само седат неколку илјади луѓе, нити идат во Западна Европа, нити се враќаат. Тие што сакаат да идат, гледаме, имаше овие овие денови, тие пробуваат. Меѓутоа, овие се таму јадат, пијат, седат и слушаат инструкции од невладини организации. Доле имаме невладини организации повеќе од што има во Скопје. Тие невладини организации се под нечија контрол. И они може да направат исто сериозен проблем. Дали ќе му каже тој сега трни кон полиција и ќе има, например, 2-3 жртви или ќе пукаат, исто му се фаќа. Благодарам, тука правиме втората кратка пауза и потоа во вториот дел од денешната емисија влегуваме во анализа на политичкиот дел од безбедносната криза. Повторно назад во кругот, почитувани слушатели, во вториот дел од денешната емисија анализираме политичката состојба во државата низ безбедносната призма, меѓутоа и низ политичката призма, односно на обидите за барање начини за враќање на политичкиот диалог на маса како обид за решение на кризата. Мој денешен гостин е политичкиот аналитичар Александар Даштевски, со него разговараме. Последните информации околу ангажманот на Европската унија и ставовите на Европската унија и на Съединените американски држави е последната изјава на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој што во интервју за Радио Слободна на Европа како последна изјава оценил дека договорот од пржино има иднина. Според него најважно е да се одржат избори кои ќе бидат прифатени од меѓународната заедница. На прашањето дали договорот од пржино се уште има иднина и покрај протестите во Македонија, Хан вели: направивме искуство кога вообичаено сите различни рокови беа исполнети како што првично беа договорени или малку подоцна, затоа финалната битка е да има избори, но јас мислам дека она што е важно е да се одржат избори кои ќе бидат прифатени од меѓународната заедница. Тоа значи дека мора да има чист избирачки список, мора изборите да бидат без заплашување кандидати, партии и лица. Тоа е она што е важно во моментов, изјавил Хан. Господин Даштевски, државата е во процесот на организирање на избори, значи 9 мај мислам дека е рокот за поднесување на листите, до тогаш веројатно 11. Меѓутоа претходно има и други рокови за собирање на независни кандидатски листи и така натаму. Како и да е, веројатно до тој датум ќе мора да има некаков јасен резултат околу тоа во кој правец се движи решението на политичката криза. Владачката партија стои на ставот дека треба да има избори на 5 јуни. Она што е променет, условно кажам, ставот на Дуј, кој што се уште не дефинирал во тоа дали ќе учествува на овие избори. Како и да е, неколку 2 дена поред има веќе јавна тајна е дека постојат, условно кажано, тајни преговори или надвор од допирните точки со медиумите на политичките четворка во Македонија со посредништво на Бејли и на Орав. Една ваша оценка околу тоа што и како може да се очекува од овие политички кризи, дали всушност како што вели Хан има идни на пржинскиот договор? Па јас мислам дека ова што вели Хан не го вели случајно. Знаете, ЕУ, САД, такви сили големи не отстапуваат од своите ставови толку лесно и пропадна последниот обид да тоа се случи таму, во Виена или во Брисел, или како што кажа Коцијанчич, зошто не во Виена.
Значи, бидејќи тука е на пола пат Брисел и Скопје, пропадна тој обид и сега се прави обид овде со помош на дипломатијата, нели, на САД и на ЕУ, да се направи некој договор, бидејќи нема веќе време да се оди таму, да се праќа официјална покана и така натаму. Штом го вика тоа Хан, значи нешто од тоа ќе се случи. Она што ме изненадува мене, не знам дали е тоа целосниот текст ова што Не, тоа е само дел од тоа. Во принцип сакам да кажам дека нели опозицијата се повикува покрај на избирачкиот список, што гледаме дека е прочистен, се повикува и на медиуми, да уште не регулира ништо, не е точно, и се повикува на одвојување на партијата од државата, кој според мене токму таа го прави, значи не ја одвојува партијата од државата. Гледаме дека нели најјаката државна функција што може да биде моментално во Република Македонија, премиерската, одамна е напуштена од лидерот на ВМРО ДПМНЕ, меѓутоа од друга страна гледаме како партиски кадри и партиски решенија и партиски одлуки се спроведуваат и во Министерството за внатрешни работи и во Министерството за труд и социјала и во другите министерства каде што се имаме дополнителни министри. Значи се прави тотална партизација, се излегува со посебни ставови, нели, постојано излегува овој технички помошник, заменик министер за земјоделие и сега денеска критична пријава, утре критична пријава, тоа не може така да функционира ни една влада во свет. Се мора политиката да биде ускладена за да има резултати. Неспорно е дека излезот мора да биде низ избори, меѓутоа она што во моментов е различно позиционирање или гледање е кога да бидат тие избори. Тоа сакав да кажам, значи тие изговори што беа на опозицијата дека не се исполнети условите, тоа не држи ни еден изговор. Ни за избирачки список и другите. Значи, гледам сега Хан рекол да не се врши притисок во избирачите, тоа мислам дека не имало. Може би имало некој циклус избирачки, меѓутоа во последните циклуси немало и нема, тоа е најлесно да се регулира. Значи многу тешко е да се регулира избирачкиот список, бидејќи тука треба технологија, па нели вика 20 IT инженери и така натаму. Меѓутоа притисокот многу лесно се регулира, значи тоа се гледа дали му вршите на некој притисок или не. Првата пријава од граѓанин ќе се реагира и ќе се регулира како да се оди понат. Тоа не може ни да се врши веќе. Бидејќи имаме техничка влада за спроведување на избори. Како ќе се врши притисок? Тоа не и тој услов отпаѓа и сметам дека сепак мое мислење е тоа, може и да нема избори, меѓутоа јас сметам дека нема да се отстапи од тоа дека ќе се оди на избори со тоа што ќе се најде некое преодно решение. Како тоа ќе се изведе во ситуација кога е распуштен парламентот, кога се распишани изборите? Тоа викам ќе се оди на избори. Значи се ќе биде регуларно. Бидејќи немаме друго решение, немаме уставно друго решение, за колку пати треба да го прекршиме уставот. Нели го прекршивме за тоа стана традиција. Да, тоа стана традиција и сега фактички нема, ова е работа која е според уставот непроменлива. Велјановски, например, не може да си дозволи да го свика, затоа што ако го свикат ќе се дојде во состојба себе да се стави во ризична ситуација. Затоа што нема право да го свикува. Тоа е едно. Друго, зошто не би се одржале ако има договор да нема вршење на притисоци, ако има договор за избирачкиот список, дека е се во ред, бидејќи у меѓувреме се работеше и уште се работи. И со тоа што сметам дека јасни се односно работите се јасни како стојат во поглед на рейтинзите. И јасно е кој ќе победи на тие избори, меѓутоа може да се договори сепак тоа што го збора цело време, значи затоа се предлага да нема избори, да се направи некоја преодна техничка влада. И сега не е спорно дека тоа може да се направи, меѓутоа сепак треба да се слушне гласот на народ. Значи народот да избере своји представници во законодавниот дом, па после тие ако се договорат, односно ако сега се договорат, да има некоја преодна влада. Сега да кажете дека ваша логика е дека не би се враќал овој парламент, него и покрај се политичките партии би оделе на избори. Ја мислам дека би оделе. Затоа што веќе се потрошија огромни средства до сега за избори. Значи би оделе на 5 јуни на избори и формирале после техничка влада која треба да организира нови кредити. Нови кредити. Моето мислење е тоа.
по она што го гледаме, гледате и Хан што вика. Мора Добро, да се види. интересна е изјавата, особениот делот во кој што мора да потенцирам, вели на прашањето дали има иднина, вели има, направивме искуство кога вообичаено сите различни рокови беа исполнети како што првично беа договорени или малку подоцна. Затоа финалната битка е да има избори. Да. Финалната битка е да има избори. Значи тоа он го тврди. Па макар и малку подоцна. Па макар и малку подоцна, а тоа подоцна веќе тече. Тоа е месец и пол подоцна од 24 април кој беше во закон ставен како датум за избори. Добро, тука мора да направиме уште една кратка пауза и потоа во финалето на денешната емисија. И поштовани слушатели, во финалето на денешниот круг, мој денешен гостин, како што од претходно најавив, е Александар Таштевски, политички аналитичар, универзитетски професор. Темата е безбедноста во Македонија низ призма на безбедносниот ризик и политичката призма во Македонија. Зборувавме, значи, на почетокот за безбедноста, ризиците од зголемена можност за зголемен безбедносен ризик. Вториот дел од емисијата беше дел посветен на околу можноста за изнаоѓање на политичко решение во меѓу политичката четворка, која што, како што веќе јавна тајна, се водат преговори на кои што ги под медиаторство на Европската унија и на Соединетите американски држави, на амбасадорите во Скопје. За финале на овој денешна емисија да направиме еден пресек околу тоа што би значило политичко решение за состојбата во Македонија, а што би значило дополнително одложување или дополнително конфронтирање на состојбата, односно неможноста, кога би била неможноста да се најде политичко решение на оваа криза. Па кога име реално сега да разговараме, јасно е што се случува во Македонија, јасно е дека во тек е на обоена револуција која во овој момент го доживува својот втор дел и таа се случува насилно како што се случуваат сите револуции во свет и ова е малку специфична ситуација, меѓутоа не е единствена. Знаеме дека и у Украина немаше нели мнозинство, владата е изберена со малцинство на гласачи, така што и овде се случува слична ситуација и ако одиме реално треба да има избори и кој ќе си победи да се формира влада, опозицијата да си биде опозиција, да биде нели контролор на тоа што се случува, да ги добие функциите кои следуваат како опозиција, нели анкетната комисија треба да ја води. Тие застана, кога дојде ред на сослушување на председателот на опозицијата во анкетна комисија, се застана, затоа што ќе требаше да се откриат каде доаѓаат тие разговори и ќе се видеше дека тие разговори не потекнуваат од службата, туку од други извори. Тоа е реално. Значи, реално е да има избори, бидејќи се исполнети сите услови, меѓутоа гледаме дека веќе она е тотално све демаскирано, дека не е прочистен избирачкиот, дека не е. Она што се прави сега, се прави апсолутно спротивно на закон. Вие не може да сега се договарате како 4 политички партии кои се договараат, нели, да се исполнат услови, се носи изборниот законник, се бира ДИК и сега ДИК имаат право да предложат по 20 членови од политички партии. Меѓутоа тоа не значи тие да делуваат политички. Тие треба да го спроведуваат законот. И не може сега тие да не учествуваат во работата на ДИК. Тоа е забрането, тоа се сноси одговорност, се одговара за тоа. Не може вие да не одите, вие сте избрани да ги спроведите. Значи, покрај тоа што имате одредени нели бенефиции, имате и одговорности. Сносите одговорност за тоа што не сте го направиле или што сте го направиле спротивно на законот. И сега одеднаш овие викаат ние сме ги предложиле тие нема да идат. Па вие сте ги, Барак Обама стави пред 2 месеци, нели, врховен судија, дојде тој во Белата куќа, го прими, тоа не значи дека он утре ќе му каже не биди врховен судија или направи тоа, направи. Го става и готово, работи според законот. Може би му е човек од доверба, може би му е пријател, може би утре нема да му биде, бидејќи гледаме дека сега друг председател ќе биде, меѓутоа штом ќе го стави на тоа место, тој е должен да работи според законот. Не може да работи спротивно на законот. Сега овде се вршат разни притисоци, јас имам впечаток дека во моментот малцинството владее со мнозинството во Република Македонија, бидејќи гледаме како ќе направи некоја граѓанска организација која е блиска до народот,
кој ќе направи собир, се собираат, не знам, 30, 40, 50, 60 илјади луѓе, додека кои ќе направат протести, тие протестирам, кои не се ни регистрирани како организација, се собираат 2, 3, 4 илјади луѓе и тоа не знаеме колку од нив се од странство. А зошто мислите дека малцинството владае? Па затоа што тие ги наметнуваат условите. Тие ги, нели, загатнавме на тема од почетокот, уште од старт да се исечеше ова во корен како недозволено во цел свет, не само во Македонија, никаде разговори не се пуштени. Они викаат дека тоа е во јавен интерес. Тоа е точно. Меѓутоа, ако е во јавен интерес, мора да оди во судска постапка. Не може да оди на, гледате што се случи, судбини ljudски животи се доведува во прашање, бракови, семејства се растурија поради тие бомби. И затоа тоа не се решава, тоа е апсолутно спротивно на човековите права и се решава во институциите на системот. Значи, не викам да не се одговара. Нека се дадат таму тие бомби и таму нека се решава како што беше во... Меѓутоа, процесот е отворен и сега... Процесот е отворен за жал и сега затоа викам дека малцинството управува со мнозинството, затоа што тие ги поставуваат сите услови, се доведува во таква ситуација. Од друга страна, евидентно е дека има голема огромна поддршка од меѓународната заедница. Меѓутоа, мислите дека со решение на политичката криза преку избори тоа ќе заврши како процес на она што го велиме загрозување на човечки судбини, она што веќе е објавено, тоа веројатно ќе остане? Не, мислам дека ќе заврши. Видете, во Турција имаше таков процес и рекоа, ако се докаже дека се земени тие материјали и некако се дојдено до нив од службите, значи дека се прислушкувале на законски начин, и ако не бидат осудени овие што ги пуштиле, што ги нашле материјалите, што ги судеа, ако не бидат осудени, ако бидат ослободени, јавноста ќе ги се стават на уви тие материјали. Да знае зашто се. Меѓутоа, ако се противзаконски направени, ако се наштелувани, тогаш и ако се осудат лицата кои се судеа, тогаш нема да се пуштат. Ги осудија тие лица на доживот на робија. Верувате дека ќе се постигне политички договор меѓу политичката четворка и посредниците на Европска унија и САД? Значи сега зборевме она што е реално, нели? А сега ќе зборуваме она што би требало, што се очекува да се случи, затоа што гледаме дека таква е состојбата, кај нас политички ќе мора да се реши све, затоа што гледате, се рушат згради, споменици, се протестира, нема состојба за развој на економијата и така натаму. Значи, сметам дека гледаме и сега дека вчера изјави амбасадорот Бејли отворено дека се преговара и дека се надева дека ќе дојде до решение помеѓу четирите најголеми политички партии. Јас сметам дека ќе се најде некоја средна солуција, не знам тоа дали ќе биде тоа повлекување на оваа одлука на Иванов, дали е можно тоа. Едно, второ, дали ќе биде овој другиот услов исполнет за фери демократски избори и така натаму, за да мислам дека двете страни ќе мора да направат одредени отстапки за да се реши кризата. И тука има две сценарија кои се споменуваат цело време, не ги сум ги измислил ја, од тоа што нели слушаме во јавноста. Едното сценарио е да нема избори, туку да има избори другата година, а другото сценарио е да има избори и да се направи експертска влада, без оглед нели кој ќе си победи, ќе се биде во парламент. Која влада ќе спроведе генерални избори, и локални, и парламентарни, и председателски, и таа идеја се зборува, и тие избори ќе бидат дефинитивно признани, затоа што тука не може да се повикуваме веќе на никаков избирачки список или не знам, и сега гледате дека се цензурираат емисии. Се она прво, како што кажа вчера и ова пратеничката Даниела Рангелова, регулација на медиумите е договорена во септември месец и тоа е имплементирано во изборниот законник. Така што нема да има никаква пречка за одржување на изборите евентуално за една година, а нема ни сега за 5 јуни. Благодарам Александар Дашевски, политички аналитичар, универзитетски професор, мој денешен гостин во круг, почитувани слушатели. Тука е крајот на денешната емисија. Се надевам дека извадивме многу несуштински елементи и добивме по кристална суштина за овој проблем. Круг е емисија на Трговското радио друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Марија Николовски, уредник и водител на емисијата. Денеска е 4 мај 2016-та. Круг е во продукција на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, имате пријатен ден. Круг со Марија Николовски на Радио Слободна Македонија.